Почитувани, пред неколку часа порталот Курир објави дека на вчерашната пресконференција СДСМ дал предлог за намалување на платите, на пензиите, на субвенциите и на социјалната помош. Веднаш да ви кажам, порталот Курир лаже. Да повториме, со ребалансот на буџетот, владата сака да се представи како чувар на платите, на пензиите, на субвенциите и на социјалната помош, дека нив не ги крати, ама затоа мора многу да ги скрати парите за здравство, за училишта, за железница, за патишта и тоа дури за 20%. Тоа е лажна дилема наметната од власта. Не мора да биде така. Не треба да има кратење на платите, на пензиите, на субвенциите и социјалната помош. Ама не мора ни толку многу да се скратат парите за здравство, за патишта, за училишта, за железница. Има трето купче пари, што власта упорно го крие од јавноста. Тоа е купчето од кое се троши за рекламите, за барокот, за врбите и така натаму. Купчето од каде што власта пробува да си купи рейтинг. Ова е тоа што го има во мојот вчерашен прес и јасно е дека секое посочување на ова купче власта многу ја погаѓа. Очигледно е дека СДСМ е на вистинскиот пат, дека граѓаните го прифаќаат она што го зборуваме, без разлика дали станува збор за пакет од 27 мерки, за законски предлози во парламентот и така натаму. Заради сето ова, власта и сите оние околу неа се во паника. Ваквите лаги, како денешната на Курир, нема да ја помогнат на власта. Сиромаштијата, поскапувањата, невработеноста, катастрофалната состојба во економијата. Во 6-та година на непрекинато владење на ВМРО ДПМН, граѓаните многу добро ги знаат. И тоа не може со никакви лаги да се покрие. Во иднина, пред да пласираат вакви лаги и да се посрамотуваат во очите на граѓаните, од Курир можат да организираат јавни дебати на кои граѓаните ќе можат да слушнат кој за што се залага и што предлага. Нека закажат и сега една дебата за тоа што треба да се прави за да се излезе од постојнава катастрофа и нека ме поканат. Јас сигурно ќе дојдам, ама не знам дали ќе дојде Ставрески. Благодарам. Дали има некој прашање? Благодарам.